Со оглед дека поминавме цел мандат, ве познавам и ве почитувам. Тука никако кога ќе зборувам во контекст на СДСМ, не сакам граѓаните да ме сватат дека некако ве ставам и вас во тој контекст. Прво ќе ви кажам еден аргумент за тоа што го зборувавте за производството на јаглен и така натака и така натака. И кажав дека секогаш ќе гледам во дискусиите да искористам одредена изјава дадена на некој функционер на власта. Прво, кажавте колкав бил увозот на јаглен или производството и ги читавте бројките. Тука треба да знаете дека тогаш во тоа време цената на електричната енергија прво треба да ја кажете колкава беше од 2013 до 2017 да ја споредиме со цената денеска. Понатаму треба да направиме една споредба колкава била цената на Хупекс берзата во тоа време и дали било поевтино да се внесува или да се произведува електрична енергија. Тука доаѓам до цитат на изјава на Крешник Бектеши, чинам дека беше пред 10 на 11 месеци, и на премиерот Ковачевски, кога ХЕЦ Неготино беше исклучена од мрежата на производство заради тоа што во тој момент беше поскапо да се произведува на мазут. Така да и тука најверојатно претпријатието правело некои циклични производства. И сега да дојдам до тоа што се започнав дискусијата, повторно ќе кажам, не сакам граѓаните да ме сватат дека вас ве ставам во контекст на СДСМ, затоа што ви исклучувам комплетно овој контекст, затоа што ве познавам и воопшто не сте таква како личност, но само ќе ги потсетам граѓаните на едно негативно петно во целиот енергетски сектор, а тоа е името на Васко Ковачевски. Комплетно можам да кажам дека конкретно тој господин го уништи целокупното производство на електрична енергија во државата и во менаџирањето на тоа предпријатие, затоа што наместо да покаже дигнитет, честност, честитост на тоа што му е доверена улогата да го менаџира едно од најголемите, најсериозните јавни предпријатија во државата и да може граѓаните со домаќинско работење да ги заштити, да направи нешто дополнително, за да и после негово време да остане таму, конкретно некоја си дете, зашто да не се набавеше механизација која што сега му ја плаќаме на оној Марковски, толку ли не беше моќно предпријатието во тој период да набави 9 багери за сега да му плаќаме 60.000 евра во текот на денот. Дали таа механизација што тогаш беше набавена треба да седи на паркинзите за да Васко Ковачевски не убедува дека нема кој да ја управува за да им плаќаме на трети лица и сети некакви работи. Јас ќе потсетам јавноста, особено граѓаните од Битола кои што не следат, дека тогаш една од најсериозните работи за која што токму тој господин ги обвинуваше челниците на ВМРО ДПМН е дека не било честно работењето, дека кога ќе дошла СДСМ на власт тоа ќе го променело, за да не само што не го прекина, туку дополнително полоши и тие лоши практики кои што беа присутни во комбинатот ги продолжи. Во овој момент перцепцијата во држава е дека времето во тие комбинати може да се дели на пред и после негово време, односно долго време ќе му треба на некој бандит за да ги повтори тие практики кои што тој ги воведе во тоа предпријатие. Можеме да зборуваме дека конкретно тој човек е проблем и на вашата партија, бидејќи стана најбогатиот македонец во Пелагонискиот регион за неговото недомаќинско или криминално работење во тој комбинат. Јас за тоа зборувам. Затоа што таквите политики кои што се генерираа во рамките на ЕЛЕМ, на денешно ЕСМ, на комбинатот, сега имаат последици и тие последици треба да ги плаќаат граѓаните. Јас нема понатака да зборувам за енергетиката и енергетскиот сектор. Мислам дека во амандманите има прилично содржина за да разговараме и за тоа. Јас само сакам да знам од она кое што е ваша можност како пратеник, затоа што тука сте сега во моментов присутна, ќе дадете поддршка на нашиот амандман со кој што бараме намалувањето на ДДВ-то за електрична енергија да биде од 18 на 5%, како што беше од првиот до 7-миот месец оваа година. Благодарам. За повторна реплика колешката Марија Георгиевска, повелете.
Ви благодарам, колега Стојановски, на репликата и јас ќе бидам релативно кратка. Меѓутоа, чисто за да ги споделам и дополнителните информации, бидејќи спомнавте одредени имиња, одредени компании и сакам заради моите колеги и заради јавноста да го кажам следното. Многу некоректно е да ја спомнувате само една компанија овие неколку денови, да кажувате дека огромни средства од компанијата, од АДСМ склучува договори кои што чинат многу милиони и цело време ги прозивате како компанија каде што се истураат, грубо да кажам, средствата. Меѓутоа морам да ве потсетам дека таа компанија која што ја спомнувате вие, овие неколку дена и вие и колегите наши, работи не знам, повеќе од 15 години, а може би и повеќе, во комбинатот во Битола. Од 2012, нема да одам назад, од 2012 до 2017 година за ископ на јаглен, согласно финансиските извештаи, завршни сметки, државни заводи за ревизија, што сакате барајте, ги имате податоците. За ископ на јаглен на надворешни фирми е исплатено вкупно 212 милиони евра. 212 милиони евра. За ископот на јаглен и јаловина од страна на надворешно ангажирани фирми во РЕК од 2012 до 2017 година, значи заклучно со август, кога ја презеде СДСМ да ја води компанијата. Ако може да ги почитам податоците, валјда мислам дека за време на буџетов имам право да дискутирам. Јас не ви се мешам вие што ќе споделувате. Поради недостаток, годинава платени се значи 161 милион евра. Во истиот период, заради недостаток и неисправност на собствената механизација во другиот РЕК, во Осломеј, за надворешна помошна механизација која што е ангажирана, се исплатени уште 5 милиони евра и кога ќе соберете вкупно, тоа се 212 милиони евра. Значи, немојте да зборувате дека тоа сега, нели, леле, колкави пари се трошат, а ова 15 години се исплаќало, тогаш леле, имало ли? И сега вака, почитувана колешке, велите, набавена е механизација. Механизација е набавена собствена 2021 до оваа година 2023 во висина од 1 милиарда 539 135 760 денари и таа не е во доволен обем, големина, за да може да ги извршува комплетно сите обврски кои што и требаат на РЕК. Знаете дека одредени машини или тие огромни, знаете за што зборувам, почитувана колешке, знаете дека тие уште ќе се Бога ми, уште не знам колку години ќе ги користиме, се додека веројатно не утврдиме дека дали е исплатливо и понатаму да се продолжи со ископите на јаглен и покрај тоа што знаете дека има нови нели ископини таму со овие подинските јами, јагленови серии во Суводол, кои што се направени во 2019 година до сега и таму има инвестиција од 3,5 милиарди од собствени средства од РЕК. Знаете дека има инвестициона откривка во Брод Гнеотино, која што е 400 милиони денари, во најголемата криза ви зборувам. Значи не можеме да ги негираме напорите на самата институција, на самата фирма, конкретно на РЕК Битола. Факт е дека се има проблеми, факт е дека не е квалитетен јагленот, факт е дека фалат уште луѓе. Цело време зборувавме овдека и вие особено како опозиција внесувате луѓе да работат, а сега се доведовме до ситуација да немаме соодветни стручни луѓе кои ќе работат и фалат луѓе кои што ќе работат во РЕК Битола. Се склучуваат договори со технолошкиот факултет, со средните технички училишта за да ги подкотват да влезат во комбинатот да работат. Се правеле и порано такви исти инвестиции, меѓутоа дополнително значи треба да се ангажираме сите без разлика кој е на власт. Сакам да ви кажам дека не можете да ги третирате одредени состојби, дека во моментот се случуваат, веднаш да настапувате со криминогени некакви, да речам, сомнежи, а истиве фирми кои што сега ги зборувате, посебно едната, работеше и во 2012 и во 2013, да ве подсетам, 2 милиарди 786 652 060 денари, милиони евра, не знам, милиарди. Овие се на Марковски.
Трансмет, позната ви е фирмата што не постои. 1.629.982 и знаете дека настапува на тендерот заедно со Пелистер, Марковски, сите фирми како конзорциум заради тоа што Трансмет немаше соодветна механизација да настапува сам. Немојте ве молам, значи, немојте ве молам. Значи фирмите 2-3 кои што работат 15 години, тие се на пазарот. Треба да се контролира дали соодветно инвестициите се спроведуваат, дали соодветно пари се платени, колку е пресметката, колку чини по киловат час. Тоа е наша задача како држава, тоа да го контролираме. Дали нивното ангажирање соодветствува на тоа, се произведували, ако има намалување на производството, тоа е наша задача како држава, како систем да го контролираме. Не можеме ние да кажеме 2 фирми се такви, па колешке знаете, 20 години 2 фирми работат. Немојте така. Не, јас не оправдувам ништо. Се што е сомнително треба да биде предмет и на критика, и на дискусија, и за реперкусии за било кого. Меѓутоа, не е во ред да дискутирате. Од вчера почна сега оној. Ама тој оној 20 години работи. Немојте ве молам. Во тој контекст ми е забелешката. Иначе се другото, нормално дека се согласувам со вас дека мора да има контрола на се што се случува, особено во такви компании кои што се од стратешки интерес за државата. Ви благодарам.